Ајде, добар ден. Сакам да ви се заблагодарам што сте присутни тука од моје лично име, да ви се извинам што достиме неколку минути заради технички причини. Доаѓаме од една убава средба од местниот комитет од населеното место Даме Груев. Еве тука и во Кисела Јавока, заедно со носителот на изборната единица број 2, да ги посетиме сите населени места, да поразговараме со граѓаните како кандидати за пратеници, што на ВМРО ДПМН го нуди во наредниот период и што таа ВМРО ДПМН ќе го смени во однос на ова што е сега. Луѓе, да бидеме искрени, поминавме тешки 3 години. Видовме дека од она што го ветуваа ништо не е реализирано. Видовме дека патриотите живеат се потешко, дека Македонија полека се брише како со гума некој да брише тоа што е напишано, почнуваат да не деформираат, да не прават тоа што не сме, разочарување на секој чекор. Еве конечно после 3 години имаме шанса, добивме датум, конечно за да ги тргнеме, да ги поразиме на избори, да ја превземеме власт и да почнеме да градиме нешто за оваа држава и за овој народ. Јас навистина не би сакал да должам повеќе, би сакал потоа да ве слушнам вас, сакам сега да го слушнам носителот, така да Владо, повеќе. Благодарам. Може ли да го поздравиме Бојан, новиот пратеник од Грче Петра? Ај здраво живо на сите, фала ви што дојдовте, фала што одвоивте време. Многу често сме се гледали, ги поминувавме сите овие улици за локални избори, за председателски избори. Сега имам чест да видам носител на изборната единица 2. Знаете, јас сум тука дома, ве чувствувам како фамилија, како едно семејство големо. Знам дека сме имале доста искушенија, поготово овие 3 години, но треба се да ставиме на страна и да направиме една огромна победа. Јас знам дека тука населението е пред се патриотско, знам дека населението си ја сака Македонија, но имаме голема задача овој пат во ек на пандемија, во ек на коронавирус, да се среќаваме вака на дистанца, да разговараме со маски и да биде малце потешко. Ја ви препорачам, да ви ја замолам, да го проширите овој глас на секаде, да ни помогнат сите граѓани да излезат да гласат. Знам дека е тешко, но после 16 ќе биде доцна. Знам дека дел од граѓаните се уплашени од ова што се случува и со вирусот, но и целиот програм што се случува во ВМРО ДПМН неколку години. Не само врз ВМРО, туку и многу оние луѓе што размислуваат поинаку. Јас знам дека тука луѓето се храбри, знам дека тука луѓето ќе покажат што значи гордост да се биде македонец и ќе излезат да гласаат. Многу искушенија има пред нас. Слушате дека дури почна со една чудна реторика, дека сакаат конечно да си направат еден свој сон албанец да биде премиер, и тоа вака силно го туркаат и сите ние треба да искочиме за да не го дозволиме тоа. Иако не нивно легитимно право тоа да го зборуваат, се зависи од нас. Зашто ова го велам? Минатите избори ние победивме, знаете, но не формиравме влада. Од другата страна имаме партија што е на власт, што не бира средства да остане на власт. Се можно ќе прифати. Ја пробувам максимално да водам позитивна кампања на секаде, пробувам да ги презентирам проектите, но народот е револтиран од она што го слуша дека можно е Гоце Делчев повеќе да не биде македонец, да биде бугарин, можно е македонскиот јазик да го изгубиме, можно е се ова што го најавуваат да се остави. Единствен спас, ова се прекине да излеземе да гласам. Легитимно право. Додека СДСМ мисли на црна кампања, црнила, дури вака е дека на терен и со други методи ќе го заплашат населението и сите нас да не искачаме за да имаат посла пораз, нема да им успее. Јас ви благодарам од срце што ми дадовте подршка и за кандидат за градоначалник на Ѓорче. Иако таа борба, можеби таа битка ја изгубив, јас сум горд, стојам тука пред вас, ќе имаме шанса сега и во парламентот, но и во владата да помогнеме многу. Јас не го кажувам ова само за избори, често пати доаѓам тука, ќе доаѓам повторно кога се градеше оваа улица, кога сме имале проблеми, кога некогаш не сме помогнали, тоа треба да се каже. И затоа да не доаѓаме само за избори, да доаѓаме секогаш и кога ќе завршат овие избори да се гледаме тука и да си помагаме. Јас би сакал, бидејќи вие ми дадовте аплауз, да ви се заблагодарам и за председателски избори, и за локални, и за сето тоа што го правите, не само за ВМРО ДПМН, туку и за Македонија, и јас сакам аплауз да ви дам на вас. Благодарам од срце. Не знаете добро кој сум, што сум, да не се представам дополнително, се разбира ова отворена вака за вас, вие да кажете пуст нешто. Благодарам што одвоивте време што дојдете. Повелете ако има некои прашања, забелешка, критика, слободно повелете и кажете и вие. Благодарам.
Јас сакам да кажам нешто. Благодарам што не почестите со вашето присуство и горд сум што покрај вас. Ве почитувам стварно многу. И едно ќе ви кажам. Значи, ако ја добиеме довербата од народ, ќе почнете да ги остварувате сите оние работи што ги кажавте во програмата. И да не се враќате, ве молам, на старите луѓе што само одат и да ги бркаат само тендерчињи и нови работни места и за мандат од 4 години менјат по 10, по 12 работни места. Значи, почнете со нови луѓе, борите се, ние сме позади вас, стоиме додека сме живи. И дека го дишиме овој воздух. Ја не сум Зоран Заев, јас го дишам македонскиот воздух, не северно македонскиот. Затоа и реков, снимале грешки. Снимале грешки. Јас сум горд. Греши нормално. Точно. Може би јас сум погрешил, добле се ќе се извинам ако сум погрешил, но најважно од се што на оваа листа мислам дека има прекрасни луѓе. Зборам за листата во изборна единица, два добри луѓе, квалитетни домаќини, Рашева, Воен, да не ги набројувам сите. Луѓе што треба да им се даде довербата. И треба нови луѓе, Така е. И се надевам, но да не заборавиме дека и тие луѓето стари да би ги рекол што ни даваат секогаш доверба, да не ги заборавиме. Тоа е поважно од себе. Точно, инаку се согласувам со вас. И ако нешто погрешиме, пак ќе дојдеме тука и пак ќе го кажеме пред камера, а вие ќе ни го кажете исти на нас. Ова би многу. Некој друг ако има повелете. Едно прашање. Како одговор да не направиме истата пракса, дај да ги придобиеме, они се од ДСДС наши да бидат. Да не испадне па да ги заборавите ветераните. Од 90 па наваму. Тоа би беше најголема грешка и тука изгубивте прво. И затоа изгубивте. Нечем да се наврđам од груевски народ, да не минавам. Значи, идеологија да не биде Македонија, не човек. Значи, ве замолувам да секој да што треба за искрено да му се врати вербата на тој човек, за да што и да биде да гласа за нас. Значи, основната базата не ја губите. Ако ја губите, не изгубите. Тоа е Благодарам. Затоа сме тука, така, пак ќе дојдеме тука. Дај Боже. Не дај Боже, сигурно ви гарантирам дека ќе дојдеме тука и да не се прават некои грешки што сме ги направи. Јас знам дека некои луѓе биле заборавени, но мислам дека има едно раководство тука во Ѓорче Петров што пробува да сплотува, пробува максимално да направи некоја хармонија. Еве јас повеќе патувам до секој ако некој е заборавен, јас сум тука лично, би го посетил, би разговарал со него, е добре дојден. Стварно е добре дојден, зашто не може да водат и партијата и општината и државата само неколку луѓе. И како што кажавте вие да се шалтаат од една власт до друга власт. Вие треба да си имате своји луѓе што ќе ве поддржуваат. Видите бракате повисоки работи. Да? Тие сончогледите што правиме, Што правиме со тие? сончогледите се неопасни. Што овде ги има Чистото многу, прашање претпоставувам. тоа ги иритира. Добре, но види, според мене, може би грешам, еве поправете ме, вие сте повозрасен, поискусен. Добре е некојаш да се видат сончогледи. Добре. Може би На сончем лет ми се кине глава. во овие 3 години видовме многу луѓе што отидоа вамо или тамо. Јас не барав да бидам подпредседател на ВМРО-ДПМН. Јас не трчав да биде Христијан Мицковски председател на партијата. Ми понуди, јас прифатив и не побегнав од опозиција. И опозицијата е здрава работа. Така, да видиме и во тешкото кој е со нас. Мислам дека вреди како вие што сте дошли во тешки мигови тука да не поддржите, така и многу луѓе во партијата видовме дека на функции што беа замина. Затоа да не заборавиме сите. Барем да почне од мене да не се заборава, па до секој еден тука во општината. Ако има некој друг, повелете се ово. Јас многу краток ќе бидам, не сакам многу време да ја одземам. Знам дека треба да одите на некој друго место населено околу. Една работа, јас знам дека ќе победиме, но една работа ме плаши. Вие тоа го спомнавте. Не джабе Дуи кандидира албанец за премиер. Ако не освоиме најмалку 67 пратени, ќе бидеме уценувани тоа да знаеме. Сигурно ќе бидеме. Овие другите, секоја знаеме, едно сабајле зборуваат, поручек друго, навеше трет.
тоа ме плаши дека пак може ќе останеме да не формираме влада и они ќе ја формираат и Албан ќе формира. Ај, кратко ти одговорам, не се плаши. Ние ќе ја Тоа, формираме. дај Боже, Зоран Заев знае дека ние ќе ја ама, формираме. Извезеността Зашто ќе мора биде така да голем проблем. прошлиот пат мислам дека дај нели кога имаше за таа пратеника добивме, па Сите ни е јасно, ева како. така... Да бидеме искрени. За една цел дојде. Сите знаеме која е таа цел. Името. Тоа е Да се причината. смени устав. Тоа е Дека причината. никогаш не победи овие звезди. И да се размили уште едно под трафна тема, да се размили кои ќе победиме на одговорни места, одговорни функции, директори кои што се на пример во Агенција за вработување. Да се размисли какви луѓе ние ВМРО-вци беме шиканирани, ја од овде од Волково одев до Драшево да работам, затоа што на директорот само што му се нас. За иш ништо. Совесно и свесно се извршувам и тогаш и сега истата работа. Разбирам, затоа треба да има одговорност за сите оние. Те разбирам многу, но треба да ме разберете и мене, јас стојам пред вас, и мене ми се случија некои работи. Тешки, многу тешки. Дури да не кажувам сега, бомби, чуда, врагови, што не е нормално. Не е нормално. Да издржим уште малци. Ама за да победиме, мора сите да излеземе да гласаме. Друг начин не. И тој За ова да не се случува, мора да гласаме. се гласаме. И немој пред операција после 27 да не се пие. Нема кај, ништо нема кафана. Вие фала ми многу, а сте живи да победите. Живи здрави сите.